Почитувани, додека во речиси сите земји вакцинацијата против корона почна во декември минатата година, во Македонија граѓаните се уште само слушаат како вакцините само што не стигнале. Филипче кажа јануари, па февруари, сега вели март. Добивме само 8.000 вакцини донација од Србија и оние 3.000 што треба денеска да пристигнат, кои воедно не се доволни ниту за здравствениот персонал, а камоли за останатите граѓани кои сакаат да се вакцинираат, хронично болните, ранливите категории и слично. Здравството е на колена, системот неорганизиран, луѓето не можат да добијат болнички кревет, ама затоа Венко Филипче и Зоран Заев говорат за некои 2,2 милиони обезбедени вакцини, за кои ни самите веќе не веруваат дека ќе пристигнат. Во меѓувреме се спроведува плячка на граѓаните. И освен што ги зголемија цените на лековите, кои за некого живот значат, лековите кои спречуваат згручување на крв, како Клексан, Фраксипирин, Ксарелто, граѓаните се речиси приморани да ги плаќаат приватно и крвните анализи кои се неопходни како за болните од корона, така и за оние кои што ја прележале, бидејќи мора да се прават контроли поради можните компликации. Оние кои не можат да платат се приморани да чекаат по ходниците на ковид центрите низ државата и во Скопје во само 3 амбуланти и поликлиники. Затоа, министре, едноставно е, како што треба итно и неодложно да ги поставите Клексанот, Ксарелтото, Фраксапаринот на позитивната листа на лекови, така треба и граѓаните да можат да ги направат крвните анализи, како што се испитувањето на ЦРП, дедимери, ЛДХ, серолошки тест за антитела преку Фондот за здравствено осигурување. Затоа апелираме до министерот Филипче и Фондот за здравствено осигурување да овозможат сите лаборатории кои работат со Фондот за здравство да ги прават овие анализи за сите осигуреници, а трошоците за истите да се покриени од страна на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Министре, доста со пиарот и со вашите игранки и чекање на мали незначителни вакцини. Доста со лагите. Направете нешто реално за граѓаните. За сите пропусти, за секој еден изгубен човечки живот, ке има одговорност.